Добре дојдовте во 3D центарот во Скопје. Во овие минути за стоматологија зборуваме за ендодонско релекување. Во оваа прилика, на моја чест и задоволство, нагости го имаме доктор Ристе Панајоту, специјалист по ендодонција. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Докторе, што е тоа ендодонско релекување? За да стигнеме до ендодонското релекување, би сакал прво да кажам дека ендодонцијата како гранка на стоматологијата, освен што има за цел да, најповршно кажано, да ја тргне болката од забот кој што се лекува, има една превентивна цел, а тоа е да штити од апикален периодонтит. Кога едно лекување не е добро направено, не е направено по протокол, тогаш па скоро секогаш завршува со апикален периодонтит и тука релекувањето е мерка која што можеме да ја превземеме. Многу често ендодонско лекуваните заби не се коректно направени од најразлични причини, дали од анатомоморфолошки карактер, дали од процедурални грешки во извршувањето на процедурата. Меѓутоа, кога не се коректно направени, пристапуваме кон ендодонско релекување. Докторе, во одредени прилики сум слушнала и сум прочитала дека постојат ситуации на скршени инструменти во каналите. Што всушност представува ова во стоматологијата? Да, навистина често скршените, односно сепарираните инструменти се проблем кој што може на секој да се случи. Самиот инструмент како инструмент не е проблематичен, но проблематично е тоа ако инструментот е скршен и не ни дозволува до крај да го извршиме нашето ендодонско лекување, односно не ни дозволува механички и хемиски да го дезинфицираме коренскиот канал, со што би имале едно успешно коренско лекување. Се додека скршениот инструмент не представува проблем, односно не предизвикува апикален периодонтит, тогаш тој како инструмент во самиот канал не е успешен. Може да се такви инструменти може да се извадат, може да се бајпасираат. Генерално не се голем проблем. Ова за пациентите и како еден пациент морам да ви кажам дека звучи навистина болно и страшно. Може ли да ни објасните што чувствува пациентот во вакви ситуации? Ендодонското релекување генерално не е болно затоа што веќе се работи на еден зап кој што претходно е девитализиран, односно ендодонски лекуван. Многу често овие процедури се извршуваат дури и без локална анестезија. Ако се извршат по протокол, тогаш имаме успех. Мора да напоменеме дека рентген диагностиката, кога станува збор за релекување и за целата ендодонцијата оди рака за рака со рентген диагностиката. Многу е важно да имаме соодветна диагноза потврдена на рентген. Кога имаме некои поспецифични случаи, се разбира дека може да употребиме и 3D CBCT снимка, која што еве веќе кај нас ја има тука да се направи и сегмент на 3D CBCT снимка, што на нас многу ни ја олеснува работата. Уште поважно е што од персоналот тука, од докторот кој што работи во овој 3D центар, можеме да добиеме анализа на која што ќе ни опише каде точно, да речеме, е сепариран инструментот, каде сме испуштиле канал, за да може нашето лекување да биде уште по-коректно. Да, токму тоа ми беше следното прашање, доктор Панајоту. Овде сте прв пат во 3D центарот. Успеавте да кажете дел од импресиите. Што се видовте овде и дали топло им го препорачувате ово место на вашите колеги? Да, јас сум прв пат во 3D центарот, иако сум добро сум запознаен со работата која што ја прават тука. Изненаден сум, местото е прекрасно. Апаратурата, технологијата и техниката е на светско ниво. Мислам дека овој рентген апарат што го има тука, што ги прави овие 3D снимки, е врвот во моментот, не само во ендодонцијата, во генерално во стоматологијата, а и анализите кои што се прават тука се нешто што е не секојдневно и на нас ни олеснува многу работата. Народски речено, светски.
Апсолутно се согласувам. Доктора, да се навратиме уште малку на ендодонското релекување, би сакала да ве прашам, постои ли можност, ситуација, несакана ситуација, да биде овој третман неуспешен? 100% во ендодонцијата не постои. Така да, за жал, понекогаш е можно дури и ретретманот да биде неуспешен. Што во вакви ситуации доколку е неуспешен? Во вакви ситуации секогаш можеме да се надеваме и да посегнеме по хируршката ендодонција, односно хируршкото лекување на забите. Тоа представува хируршко, звучи малку страшно, меѓутоа навистина станува збор за една многу и хируршкиот третман знае понекогаш да биде конзервативен. Една периапикална хирургија, која што е извршена по протокол, особено ако е извршена под магнификација и под силно осветлување од микроскопот, може да биде многу конзервативна, а со тоа да се решат проблемите кои што ортоградно не би можеле да ги решиме, ќе ги решиме со една нежна апикална хирургија. Докторе, ви благодарам што ве имавме во Минути за стоматологија. Ви благодарам и јас. Почитувани, ви благодарам и вам за вниманието. Погледнавте уште еден број на Минути за стоматологија.